Почитувани представници на пишаните електронските медиуми, јас како председател на Граѓанската опција за Македонија и членовите на оваа партија, покрај тоа што се бавиме со политика, сме и обични луѓе и обични граѓани на оваа држава. Во нашите програмски определби на прво место ни се граѓаните и демократските права и слободи на истите. Во изминативе 2 недели гледаме протести низ улиците на Скопје, при што не само на Скопје, туку и во други градови во Македонија, оние кои што протестираат тврдат дека ги застапуваат граѓанските организации од Македонија и ги застапуваат интересите на граѓаните на Република Македонија. Во старт сакаме да бидеме јасни. Ние поддржуваме политички протести и во демократски општества тие се секогаш добредојдени како важен сегмент од слободата на изразување и како коректив на власт. За жал, протестите многу често се користат и за погрешно наведување, извртување на тези и манипулирање со граѓаните. Убедени сме дека токму тоа се случува денес и во Република Македонија. Овие протести не се граѓанско движење, со спонтан излив од незадоволни луѓе од оваа власт и од оваа држава. Во овие протести има се и се што, има и домашно незадоволство, тоа е точно, но има и увезени, фабрикувани и оркестрирани подбуснувачи. Односно, подбуснувачи кои се докажани на терен и веќе афирмирани надвор од Република Македонија. Тоа не се работи за џабе, туку за пари. Средствата кои се уплатени им доаѓаат од надвор преку невладините организации кои се добро познати на македонската јавност, со цел да се изврши увезена или нарачана дестабилизација на Република Македонија. Погледнете го веб-сајтот на Фондацијата Сорос отворено општество и внатре ќе ја видите листата на невладини организации кои што тој ги финансира и дури повеќе. Истите овие организации не негираат, туку тврдат дека се организатори на протестите и згора на се гордеат со тоа. Обичните граѓани на Македонија се запрашуваат колку во овие протести има честно незадоволство од власта, а колку увезено и платено незадоволство на луѓе на кои буквално ништо не им фали во нивниот живот и во нивната држава. Граѓаните на Македонија, како и секогаш, се трезвени и сакаат оваа режија час поскоро да заврши. А пак режисерите и нивните финансиски чадори сакаат што подолго да трае, за подолго време да може да земаат пари. Очигледно, за нив овде Македонија е само обичен бизнис, а нам, како што велеше покојниот ни председател Киро Глигоров, Македонија ние се што имаме. Нарачителите плаќаат професионалци. Организирани преку Canvas, овие организации во дадени прилики секако дека имале искрена и добра кауза и за тоа од нивните општества добили и почит. Меѓутоа, со тек на време добрата кауза ја претворија во бизнис и своите вештини во недемократско уривање на владите и веќе истите вештини ги продаваат за пари. Не е тајна дека нивните тактики се документирани во нивните книги и во нивните упатства. Ќе издвоиме, потоа ќе можете да видите на слајдовите, ќе ви покажеме 4 книги Canvas Core Curriculum, односно водич за ефективна ненасилна борба, потоа втората водич за протести. Има уште неколку книги од истите автори, како например како да возвратите на притисокот или правилата на радикалите од Саул Алински, преведена со средства на Фондацијата Сорос и овде во Република Македонија. Секој може да ги прочита овие книги, да види како стриктно според нив се изведуваат протестите и на други места, но и во Република Македонија. Ја организираме оваа пресконференција за да на јавноста ги ставиме на увид документите со кои овие странски водичи и професионалци ги користат луѓето во Македонија за да протестираат. Се е тука, ќе можете да видите, се е напишано во нивните книги. Тие работат по план и по книга и ништо не е спонтано, туку се е однапред испланирано, што би рекле режирано. Јас молам, еве, можете да видите, значи ова е дрес-кодот како треба да изгледаат протестантите. Значи, ве молам, вратите назад, задолжително треба да се има дуксер, да се има спреј за прскање, да се носи ружа, да се подарува на полицајците, да се носи марама и исто така наочари кои што штитат евентуално од солзавец.
Еве можете да го видите лицето кое што безмилосно ги крши прозорите на председателската канцеларија во дуксер и со марама, токму во дрес-кодот со патеки, онака како што е пропишано во оваа книга. Натаму препорачуваат како да се совлада стравот, со тоа што ќе бидат во поголема група, ќе извикуваат гласно, пред себе ќе носат транспаренти или ќе прават глама со бубњеви или со разни извици. Натаму гледате како во Србија со отпорот се даваат цвеќиња на полицајците, исто тоа се прави и овде во Република Македонија. Истите режисери, упатства има како да се действува против полициските возила со спреј на шофершарните, со спреј на камерите и со мокра крпа да се загушуваат ауспусите на возилата за да не можат понатака да се движат. Ова се линиите на движење на демонстрантите, кај што се препорачува да не се користат мали и споредни улички, туку секогаш да се оди по големите улици, да се создава печаток дека ги има многу и да ги гледа што е можно повеќе народ, односно граѓани. Еве истиот начин на понижување на полицајците преку нудење на леп, на цигари и така натаму со приказна дека немаат ни за леп ни за цигари. Еве можете да видите огледалата од каде се увезени во Украина, како на полицајците им се покажуваат огледала, исто така тоа се користи овде во Република Македонија. Во исто време се трудат да прават недолични работи, као што гледате дека таму се извршува мала нужда, свртени сите кон камерите. Овде гледаме исто така подигање на среден прс како еден облик на искажување на задоволство и на ароганција. Оние личности кои што се јавни личности, јавно да се изнесуваат нивните портрети, да се жигосуваат и да се омалажуваат. Значи, еве го тоа, display изда. Значи, портретите да се јавно изнесуваат на главните личности. Идеме натака. Еве што следи. Таму имаме отпор со црна мајца, овде имаме специјално обвинителство, исто така со црна мајца. Следното што следи е вооружување, пендреци и се она што следи како вооружување на протестантите. Еве што треба да се случи во случај некој од демонстрантите да биде уапсен, како треба да реагира Хелсиншкиот комитет, да барат како притисоци да се врши врз судиите, секогаш кога некој ќе биде уапсен, да му се даде правна помош и така натаму и како да се влие врз правосудниот систем на Република Македонија. Еве ги книгите кои што ги проверивме и од кои што ги вадиме, овие и многу други, ќе можете и сами, затоа ќе ви даваме сега и цедиња, да ги проверите истите книги како по учебник се прави револуција овде во Република Македонија. И уште еднаш, на крајот сакаме да појасниме дека ние не се противиме на протестите. Граѓаните треба да го дигнат својот глас, тој треба да се слуша и истите да ги бранат своите права и слободи. Но ние сме против увезените револуции. Гром е против увезена револуција во кој Канвас и неговата компанија ќе заработуваат пари, а ние ќе даваме недолжни жртви, затоа што, меѓу другото, вие и самите видовте дека во ваквите прилики тие и посакуваат на полицијата, значи имавме тие кои што посакуваат на полицијата да и се повтори Куманово, и затоа сакаме да ја коригираме оваа нива на шарена или обоена револуција и сметаме дека има печатна грешка, таа треба да се вика увезена револуција, затоа што таа печатна грешка очигледно дека овде во Македонија не може да фати корен, и затоа она што е решение за граѓаните на Република Македонија, да престанеме повеќе да ги товиме овие кои што ни увезуваат револуцијата овде во Република Македонија, да престанеме да им даваме пари, туку да собереме сили и на 5 јуни да излеземе на избори. Не е крај на светот за оно што ќе ги изгуби изборите, ќе се консолидира, ќе направи реконструкција во партијата и ќе се подготвува за наредни избори или ако е способен повторно да предизвика предвремени парламентарни избори, но во исто време не смееме повеќе да дозволиме да држиме во заложништво 2 милиона граѓани на Република Македонија.